почитувана заменик министер, и мене сериозно ми е жал што не е тука министерката, затоа што таа е предлагач на измената на овој закон, но пошто вие сте тука, барем да помогнам во еден дел. Значи, се работи за предлог закон за изменување и дополнување на законот за данок на личен доход по скратена постапка, со кој се враќа старото решение со даночните стапки од 10%. Но, почитувана заменик министер, да ви помогнам во старт со една работа. Дај овие член 23 и член 24 да ги изфрлиме, уште сега, затоа што повторно инвеститорите нема да идат, затоа што ние им викаме, сега нема да колеме повеќе, ама во 2023 на 1 јануар пак е можно секирата да проработи и да ви земеме поголеми даноци. Знаете, ако некој знае дека во 2023 повторно ќе се воведе овој данок, нема да дојде како странски инвеститор, верувајте. Значи, това дај да го изфрлим. Враќање на старото решение е без ова да постои. Или пластично да им објаснам на граѓаните, значи сега во Нов Зеланд никој нема да оди по ерупција на вулканот затоа што загинаа луѓе. А научниците предвидуваат дека во 2023 повторно ќе проработи вулканот. Нема да одат ни до 2023 никој, затоа што ќе се плашат кој ќе предвиди точно дека нема тоа да се случи. И кој ќе и верува на оваа влада дека нема да и текне од која ќе дојдат неколку инвеститори повторно, дај ќе ги заколеме и ќе им земеме поголем данок. Никој не сака непредвидливи ситуации во економијата. Вие сте економисте, за жал јас не сум, но со економија сум се бавел, а економијата е чисто домаќинлук. Да знаете, преведено на наши е домаќин. Значи, ако некој е добар економ, значи е добар домаќин. Не можеме ние да бидеме добри домаќини ако предвидуваме до 2023 вака ќе биде, ама во 2023 повторно истото ќе се врати, што не е добро. Дај прво за тоа да расчистиме овде, да ги укинеме овие членови и да се врати старото законско решение. Ова што го зборуваа моите колеги нема да го повторувам. Значи, сите фирми што сакаат да инвестираат во Република Македонија заминаа 90% во Србија, 10% во другите држави. Ве молам, уште еднаш размислете за ова, дај да ги укинеме овие членови и дека не стои дека некогаш може... Димитар Севананџија, реплика.